Почитувани, градоначалникот Илија Јовановски и министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, по примерот од басната во која гавранот се кител со туѓи перја, деновиве парадираат низ Прилеп и присуствуваат на градежни активности за тампонирање и асфалтирање на улици, кои ниту ги ветиле во предизборниот период, ниту пак досега знаеле дека ќе се реализираат и каде се наоѓаат. Имено во изминатите неколку дена, помпезно се фотографираа на отпочнувањето со асфалтирање на улици во урбаните заедници Гоце Делчев и Чачорица. А замислете, се работи за проекти, тоест асфалтирање на улици, кои се дел од проектот за изградба на пречистителна станица и изградба на канализација во Прилеп, кој ги договори претходната локална власт, предводена од ВМРО ДПМН. Средствата се обезбедија од ИПА фондовите и од претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН. Изгледа вака ќе се зафатат со решавање на инфраструктурни проблеми во Прилеп, со позирање пред објективите на проекти кои се веќе обезбедени од претходната локална власт на ВМРО ДПМН. Потеркот на министрите од СДС, шарените револуционери во владата на Заев, директорите кои патуваат со бизнис класа, така и градоначалникот на Прилеп, наместо остварување на ветеното, успева да практикува само популизам. Очигледно Јовановски брзо ги заборави ветувањата кои ги даде во предизборието и не ја намали цената на водата, не започна со реконструкција на Сала Македонија, ги заборави младите и не им донесе вода и струја на сограѓаните роми во населбата Три Багреми. Тука сакаме да прашаме, дали наместо ветените проекти, Јовановски ја вработи својата внука во општина Прилеп и му дозволи на личниот шофер службениот автомобил Шкода Суперб да ги користи за приватни прошетки во сабота навечер? На граѓаните им беше потребно само месец дена да видат дека се сурово прелагани од сегашната власт, која освен празни зборови и уцени од локални шерифи, сигурно нема да им донесе подобар живот. Ви благодарам.